Пред се сакам денес да ви го честитам празникот 3 ноември, денот на коначното ослободување на градот Прилеп. Денес сме тука во близина на селото Дабница, каде што свечено го пуштивне новиот споменик, масакрот на Дабница, кој што пред неколку години бил оштетен. Од тие причини направивме нов споменик кој што мислам дека ќе служи за понатамошна употреба и во чест на загинатите стреланите борци и граѓани кои што на 19 септември 1942 година тука биле стрелани од фашистичкиот окупатор. Да кажам дека стариот сквернарен оштетен споменик од бронза е составен и ќе биде положен во Мемориалниот музеј 11 октомври. Јас лично е памтам револуцијата, окупацијата е памтам. Знам дека Дабница беше едно од базите на првиот партизански одред кој што беше оформен 1941 година и не случајно затоа тука многу дабничани, многу патриоти кои што ги хранеа, ги облекуваа партизанскиот одред, тука се страдани. Дабница тоа е познато како едно револуционарно место кое што ете и во народно-ослободителната борба се покажа. Добро е што локалната власт со почит и респект се однесува кон минатото, кон борците, затоа што еден познат Вајберг филозоф руски има кажано дека без минато нема сегашност, нема иднина. Овој споменик е настрадан од вандалски чин, не знаеме од кои сторители, некаде околу 2000 година, држете ме за збор. Значи, по некоја случајност полицијата го има најдено по отпадите низ Прилеп и во Врејчи, во таква лоша состојба, во делови и е донесен во музеот. И како лани што исправивме на неправда со орденот на град Херој на Прилеп, донатор беше градоначалникот со локалната, ја исправивме таа неправда, ја направивме реплики од орденот, еден е во локалната, еден во участакот, исто и со бистата на Тито, морам да спомнам и така, и за тоа. Идејата произлезе од, да не речам ајде од мене, но јас ја пренесов кај градоначалникот кој широко градо ја прифати иницијативата моја да се возобнови овој споменик и се заложи да се обезбедат финансиски средства за кои се со ребалансот на буџетот обезбедени тие средства и пристапивме кон организација на сета оваа активност за да дојдеме денеска тука да го пуштиме овој споменик, да исправиме таа неправда за тие паднати жртви кои се 42 тука стрелани. Значи може да замислите нешто што седело 15-20 години во едно депо во мали делови како филџан од кафе во Вреќа. Сето тоа ние го земаме заедно со голема помош на леарница Панко од Скопје, кои се експерти за работа со бронза и правење калапи. Пробаме да направиме реконструкција во оригиналните димензии, со оригиналните делови. Оригиналната висина со помош на архивски материјали, фотографии, скици и сите други пропратни елементи што идат во таа работа, така да го реинкарнираме, прво ја реинкарнираме бронзата, го исправиме споменикот во неговата оригинална висина со оригиналните делови, потоа направиме гумен калап со цел да останат оригиналните потези, затоа што е ова многу вредно уметничко дело на Димо Тодоровски со непроценлива вредност. Од гумениот калап направивме оригинална копија, ова е прва единствена копија, направена е во полимер бетон.